повеќето веќе го познаваат и како Зинче, и како музичар, и како композитор. Јас како пријател пред си го сакам така. Најубавото. Зинче, ти благодарам да ме прими тука. Ви одвоивме малку време, сега можеби си имавте некои обврски. Јас лично да ви се заблагодарам што преку вас успеавме и со Меджид, господинот Меджид Мусиевски да стапиме во контакт. И она што, значи, во нашиве емисии, значи, барам од моите соговорници тоа да се, значи, чисто да се зборува онај нашиот дијалект. И со тоа, значи, сакаме и да го зачуваме тоа. Значи, јас уште еднаш благодарам што ни одвоивте време, па еве малце да ни кажете кој е Зинче вака, јас ве знам лично. Вие тоа еве малце за поширокава јавност, кој е Зинче, нешто околу вашиот секојдневие. Како прво, ви благодарам и вас што дојдовте и што се зафативте за еден ваков проект, каде треба навистина да им го кажете на сите мозаикот на нашите луѓе од нашите подрачја, било до Реканскиот крај, било Дримсковскиот крај, било Скопска гора таму како се вика, и сите работи се она со цел да се најдеме себе си. Како второ, нема потреба да се заблагодарувате, бидејќи јас вас имам исто ко брат, дека почитуваниот Меджид Муслиевски, доајенот на долнореканската песна, што јас морам да кажам, заборави да испуштит. Јас 72 година гитарата беше поголема од мене на едно такмичење тука во Дебар, во Центарот за култура. Тие ми подадува рака и тогаш победив со една едно групиче што се вика почетници, но сакам да кажам дека има заедничко секогаш. И затоа и почитуваниот Меджид многу го почитуваме, не оти сакаме, него мораме, должни сме, имаме должност. Што се однесува за мене, Зинче Мемединовски, имам малце повеќе разновидност, еден мозаик на работи и случувања. Ние, иако потекнуваме од жупа, од старите, сепак ние сме родени сите децата тука во Дебар и, значи, доаѓаме до еден микс на живеењето. Така да, уште од второ оделение, јас ја пишувам првата моја композиција. Значи, второ оделение, 8 годишно дете, без обзир колку стигна тоа, но стигна дело, веќе се вика, и така продолжив јас со компонирањето. Како што компонирав затворен дома, работејќи, се случи да ние живееме тука во една мешана средина. Јасно, да. Било верски, било национално, било јазично, значи во секој аспект ние сме, тоа е специфично за целиот наш народ. Оно што го кажуваше почитуваниот Меджид. Кај нас нема граници. Значи ние секојаш знаеме да почитуваме и на други, и меѓу нас да се почитуваме, така да ја во 8 оделение, Домот за културата во тоа време немаше оркестар. Така да ме зетоа скоро присилно да бидам во оркестарот на Домот на културата и тогаш направив една група Деорион. Во таа група свиревме ние и забавно и народно, такво беше времето. Од тој период до 4-та година во средно образование останав со таа група Деорион. Кога заминавме на студии, тогаш со братот Кенан Мемединовски, денес познат новинар и ваш пријател. Да, пријател, да, испуштим да не се наути случајно. Не, јас живеам со вас, нема не да се испушти. Ја правиме една многу голема група, еден преокрет од југословенски рамки, група Енигма.
Ке ми калува, данъняри тjetри, дизните пърчапува. Които е пари, фуша е джел верува, куришим талюнту, еде тъгъзува. Върсари до търкой, тъем ветъм на ти, се уничета с муда Кой на парфуша, е на ругът кушат и сни. Болно креди се, а доđe do dvite što pija, pred ritare stoču čoj, do te tua planteje, to apro. As kushmos nanda joy, emendei vetëm do largohem. На првото појавување во Метрополис Арена, тогаш се викаше Хала 2 кај Континентал, например, со бившите ју простори имаше познати групи, ние бевме едни од најспецифичните. Например, во тоа време ја испеав Лудо Моме, Жена кондуктер и Жица за телефон, например, и почнавме луѓето да не бркаат, фактички, сепак од провинција доаѓаме. После тој настап ние почнуваме сите поп-рок фестови во Македонија до 84-та. Во 1982 ние победуваме и во Зајачар. Гитаријада од југословенски карактер, каде има победено и Зијан групата од Гевгелија, например. Тоа се рамките. Во 80-та година, ние вчера, дури, ние на 23 април оваа година, вчера што се вика, добивме и едно одликување, како енигма, за пионери на рок музиката. И тоа дека ние, освен од Скопје групи што имаат снимено винил, значи сингл плоча или лонгплека, ние како енигма од Девер сме тие втори што имаат снимено после Ребисол. Во тоа движење веќе почнувам да јас го конзумирав она изворното. Бидејќи во мене шаблон во животот ми е Горан Бреговиќ. Тој е многу паметен, тој подобро ја знае изворната песна од неговиот интегритет, така и јас тука многу внимавав да изворната песна ја проучам, ја извакам и да почнам да творам од таа како композитор. Така да се случи после ова, почнавме да имаме директни контакти со населените места, почнувајќи и направив една постава специјално за нашите краишта. Значи за долнореканските, дримсколските и другите. Тука направивме ние 4 албуми во состав јас, мојот брат Неджат, Зариф Саловски, саксофон, Шани Ајровски на бубњеви, на клавиатури Мани Куртиши и Оран Елезовски ни беше вокал. Тука ние имавме, например, ние направивме Се слегов долу в ливада, тоа беше хитот што цела Македонија и малце пошироко веќе ја пееше или ја свиркаше, што е поентата. Затоа викам изворното, мора да го извакаш и да направиш онака како пакетон на цигарите. Мора да направиш убаво пакување за таа изворна песна, да може
да живее, истото што го правеше и Меджид. Меджид Муслиевски, например, направи убо со Махмуд се спрема, во аранжман на Дамир и Мери, но тоа е стил кој се направи. Јас истото го направих со Махмуд се спрема, со мој аранжман, значи таа си е целина, таа си е целина. Една на друга не пречи. Јас морам да кажам дека исто и таа не само на видеокасети, на телевизија, на ова тоа, успех си имаше. И таа верзија, и нашата верзија. И во тоа време се појавува Сенатор Фест. Ние во 1994, мислам, во Битола, во тоа време победи како Божица. Во тоа време починатиот Војо Стојановски ја испеа Пијам, пијам. Ние тогаш направивме еден навистина убав хит, Око му е тажно, кој се вртеше не само во Македонија, не само во нашите краишта, него таа ги помина и границите други, што имав понуда таа композиција да ја снимат на повеќе јазици, но јас останав доследен, не планирав да менувам нешто од оригиналот. После тој албум, првиот, например, тука имав 8 композиции, сите музика, аранжмани и текстови беа мои, и втората ја направивме во овој комплет, за да дојдам до изворното. Јас направив еден шаблон, што во секој албум имав ново компонирана песна, но призвукот беше како изворна. Например, Срце Сулејманово. Не можеше да се седне некаде во друштво без да не се пее наше село Гурбецко. Тоа. Во втората напишав за Радика, Памети река Радика, Памети Крчин и ова тоа, за нашите гурбечи, што беше, и така да ние дури ви кажувам дека иако некои работи беа ново компонирани, композиции, што ја пишува, сепак и пакува во аспект на изворен аранжман, изворна ова. Имав обработки, како што беше Си слегов долу, Махмуд се спрема, јас морам да кажам дека девојчиња Гугувчиња, сите веќе почна да го копираат и тој аранжман. Тоа беше, значи, ваша песна. Јас тоа, Значи, тоа, аранжманот е мој. Ево, значи, стој не знае како
изникнало Диво крувче медено. Тоа дури имах понуда од поголеми пеачи, истиот аранжман да одадам. Мора да напоменам една работа. Кога ја снимивме во првиот албум, јас напишав една композиција Семина. Се случи еден парадокс голем. Тоа беше, се работеше за една судбина кој 12 години немале чедо, па после тоа и јас тоа го најдов, го спакував и верувајте дека се случи по нашиве места името Семина да се става на новородени. Значи и тоа е еден дел од она што го работевме како доказ. После тоа јас морав, имав должност како човек, бидејќи имав уметници како Меджид Муслиовски, како покојниот Джеват Ѓулиовски, човек кој што го не влегувам во други работи, што прибираше песни. Јас тоа го прибирав, но го прибирав од музички аспект и тогаш ние направивме еден тој состав што го имавме, веќе баравме и таленти други. Например, после Оран Елезовски го шалтувавме, го доближивме и Айреден Варучовски. Бајро што даваме, тоа што јас со него имав убави реканка, напишав една авторска композиција, Црна жена и многу други, што мора да кажам дека и там многу. После тоа, исто од долнореканскиот крај, посебно делот од Кособрасти, тоа врие со добри вокали. Тоа мора да го кажам. Меджид ја отвори вратата и почнаа сите. Тука се роди и поправо овај Несимовски, тој беше навистина еден прекрасен вокал и тука снимавме, со него ја снимавме и зборната, ова изникнало Криво крувче. Значи, 5 албуми, 4 со гласот на Оран и еден на крај Изникнало криво крувче медено, леле, изникнало криво крувче, леле, медено, од крувчето извор вода студена, леле, на изворо смердју зелеле девојка. Оздола иде лудо младо на коња, леле, оздола иде лудо младо, леле, на коња. Дал се јаде криво крувче медено, леле, ил се пие извор вода, леле, студена. Ниде се јаде криво крувче медено, леле, ниде се пие извор вода, леле, студена. Туга се љуби смердју зела девојка, леле, туга се љуби смердју зела, леле, девојка. Мора да кажам, јас имам првиот диск од 1980 година, што
kaj što se potpišuvam jaz, pa napišem za drugi pejači работе в композицiji, tamo imam 4-5 albumi za drugi što imam. Pa poslije toga se zafatihme i sa ona kako operska, kako zajednica, što sme specifična, kaže i pokojni, kaže i počituvani od Međit Muslijevski, nije imahme operska da se spremame za Turcija, za festivalat. Тука на вистина, дури горе Зоран Марковски дојде, кога виде дека за што се работи, ми го остави оркестрот да го изаранжираме, дојдо повеќе луѓе, уметници. Анđеле Димовски беше со нас. Тоа е изворот на кавалот. Sredevja zgerdani, se uslišta i biseri, se zada bisera, lumana ljubava. Pusto se mi pomina, jer da se iskrena, biser za bisera, vino zadušava. Stari Bogi rani otvorija večerva, usni moji divno šepoteja bisera, biser za bisera, vino zadušava. Stari Bogi rani otvorija večerva, usni moji divno šepoteja bisera. Drugja ljubelja izlaža, lažem biserina niža. Lažna ljubav bisero, ej moja izgoro. Lažna ljubav bisero, ej moja izgoro. Biser za bisera, vino zadušava. Stari Bogi rani otvorija večerva, usni moji divno šepoteja bisera, biser za bisera, vino zadušava. Stari Bogi rani otvorija večerva, usni moji divno šepoteja bisera. Usni moji divno šepoteja bisera. Da kažem, to беше една огромна школа за мене. Па продолживме со работење, па потоа направив и дебарски бисер. Направив нешто оти немаше. Радички бисери
замрел и треба да работи некој. Од 2010-та некаде направив Радички бисер. Тука ги берев децата, фактички, да можат песните да се пренесуваат, да можат кораците да се играат, така да 2013 заминувам со нив во Турција, во Ефес. Коджаели, во Измит. Во Измит бевме гости на нашинци таму и 2013. 2014 работам со средното училиште во општина Маврово Ростуше и таму спакував, дури тука го имам и кореографијата моја, една специфична со реканскиот крај, затоа не е само песната кај мене. Направив еден сплет убав и долнорекански сплет беше тој, кај што се опатија низа песни и игри и така во 2014 ние бевме на фестивал во Измир 2014 година. Значи и тоа е едно од она што имаме обрски ние да. Во срце мало пламенче го чував како очите. Откако ти ме напушти и сништа мои уништи. Откако ти ме напушти и сништа мои уништи. И 300 реки можат да гасат, не можат да угасат оган што гори, а ти го запали. И 300 реки можат да гасат, не можат да угасат оган што гори, а ти го запали. Времето рани лекува, ми рече кога замина. Да знаеш ти погреши, тој пламен оган запали. Да знаеш ти погреши, тој пламен оган запали. И 300 реки можат да гасат, не можат да угасат оган што гори, а ти го запали. И 300 реки можат да гасат, не можат да угасат оган што гори,
Progres на ова, јас во 2010 направив еден фестивал Радика Фест. Тој и овој денес обстојува. Денес обстојува. Да, токму Кај беше целта? Не е целта јас да пишувам само композиции. Целта беше да ги доближам и реканците, да ги доближам и Жупа, да ги доближам Дримковскиот крај, сите да и така да почнеме да и се откриват таленти. впечатоци досега успеавте во тоа? Па ја мислам дека веќе почнавме да идентификуваме ние. Јас ќе споменам, еден од тие таленти што треба да се работи, например во Дебар откривме една многу талентирана личност, Айлин Рамадановска, што планираме оваа година некаде да ја пуштиме на некој фестивал, без обзир на кој, малце со поголем карактер, значи не е регионален, што е. Значи целта ни е тоа. Јас морам да кажам дека имавме прекрасни деца што дојдеа и од Лабуниште, и од Подгорци, и од Боровец на фестивалчево. Тоа е целта, не е работата јас да пишувам повеќе песни, Јасно, значи, или не е. мојот другар Емин Мишовски од Подгорци, или другиве од Охрид, од Струга, Јасно. и од другиве краишта, од Велебордо имав соработници Ростуша. Значи целта ни е да го прибереме материјалот, да идентификуваме. E kërkoj lotin në horizont, unë duke shë ti e kont. Nga nostalgia e pafundësisë, borgjim me të ndashurisë. Nga nostalgia e pafundësisë, borgjim me të ndashurisë. Sa dashuri kanë ngelur peng, e sa të tjera në tentativ. E jona ndoshta që një reng shpërthye zemrat eksploziv. Sa dashuri kanë ngelur peng, e sa të tjera në tentativ. E jona ndoshta që një reng shpërthye zemrat eksploziv. Tama jetës në aktin dar, ngelëm vetëm në aktin e par. Protagonist në aktin e dyt, dëgjoj e shpirtin e mbyllis syt. Protagonist në aktin e dyt, dëgjoj e shpirtin e mbyllis syt. Sa dashuri kanë ngelur peng, e sa të tjerë
планови за понатамо? По плановите јас морам да кажам, јас од минатата година заминав во пензија, но заминав од работата како директор на Центарот за култура, заминав од обрски, од стручни обрски. А пак се продолжувате со... Но кај композиторите, кај вокалните интерпретатори, кај сите што творат, нема пенсија. Оти јас и секојаш го спомнувам, никаде нема факултет за писател, никаде нема факултет за поет, никаде нема факултет за композитор. Може композиција да завршиш, не можеш композитор. Композитор стануваш кога ќе напишеш дело, тогаш си композитор. Значи, мојата обврска сега дури е поголема, оти многу позрело ги гледаме работите и треба да на ова младина, иако во тешки времиња се наоѓаме, треба да им се понуди да најдеме некој заеднички јазик како да ги доближиме. Иако колку сме, толку сме. Рековте, напоменавме Радика Фест. Да. Тешко ли да се организира еден таков фестивал, мисля и организационо и од финансиски аспект? Видете, таа е многу одговорна. Токму заради тоа. Многу одговорна и тешка. Тешка, знаеш која е тешка? Кога ја работиш без желба, немаш желба да работиш, таа е тешка работа. Се што ја работиме со душа. Оти јас, например, имам текстови во Радика Фест, имам на Межит Муслиевски, имам еден текст. Имам на овие од Кочани, од Кавадарци, од Охрид, од Струга, значи со сите соработувам. Ние имаме и од Решат Арслановски, најверојатно. Близок роднина моја. Да, близок баш роднина. Да. Значи, целта ни е не само децава интерпретатори, него и тие што создаваат дел од песната, тоа музика, аранжман или текст. Вие, например, прекрасен човек го имате Ибраим Исламовски, например, Бале. Значи, сите да видиме, да можеме да се изброиме што можеме нешто поголемо. Оти мојата цел не беше само Радика Фест во Дебар да се одржува. Значи, во Дебар да се одржи, во Река да се одржи и да се одржи во еден дел таму, дали Лабуниште, Подгорци или Октиси или Боровец. Значи, да биде на сите страни овај. Истите деца да се рашетат вамо и таму. Зошто се е со цел да ги иницираме децата да почнат и тие да не гледаат и тие да ја продолжат работата. Јас тука би го завршил нашиот разговор. Значи има доста закажување. Успесите некогаш, значи, али успеавме маце да ги испакуваме, маце да се запознаеме со вашите активности до сегашни. Ако нешто сме испуштиле, слободно на дополните, не е проблем. Она за крај што ви сакам да напоменам, јас во еден разговор кога контактирав со вас, ево тука и господинот Межит Муслиевски, ево и покана ќе упатиме и до него. Ние во август некаде планираме после повод од 15 години така нешто од постоењето. Така една свеченост каде што ќе доделуваме признание на нашиве колумнисти, што буквално па еве имаме отворена покана до вас, еве до господинот Межит Муслиевски нека биде. Значи тука ќе ни бидат присутни луѓе и од Босна и Херцеговина, главниот колумнист кој што ќе ни дојде. Имаме колумнисти и од Македонија тука и сега едниот за жал не е веќе Рахметли Шериф Арадиновски, тој ни беше првиот колумниста. Сепак еве тоа сакав да кажам. Во моите фјоки на работи остана една композиција, еден текст негов. Оти беше не само музичар, тој беше еден од подобрите текстописци и гитаристи. Јасно, да. Значи, јас не зборувам стриктно за Дебар, Дебарско и ова. Јас со сите тие луѓе сум живеел. И со покојниот Цановски Абас, кој, например, напишал Кога трнав цвето, например, еден текст таков, еден доајен, што растори и граници, нема граници за убавото. Ја морам да ви кажам, имав случај кај она, кога ја снимивме 300 реки, со група Енигма, ми се јавуваат мене од Австралија, вика пушти ова тоа. Верувајте дека уште 3 групи ја имаат преснимено истата песна, зашто имаат побарано дозвола за авторство. Значи, нема граници кај овие песни бе. Музиката нема граници, она многу лесно поминува. Тоа е
квалитетот останува. Мора на крајот да кажам дека во моето семејство е претежно музичари. Мора да го споменам мојот починат брат Ештреф Мемидиновски. Беше гитарист во своето време и од тука ни е она вирусот на музиката. Потоа Кенан Мемидиновски продолжува, исто свири и он. Па јас доаѓам, па после мене Неджат Мемидиновски, па после да, па кај Неджат Мемидиновски, па потоа помина Јасмин, синот мој, кој беше на Охрид Фест 2 години, инаку клавиатуриста, и настапи во Босна, настапи во Србија на интернационални фестивали и потоа почна и кај детето од Кенан истото се проложи. Значи, сакам да ја споменам фамилијата не за друга работа, него еден на друг се должиме. Да, како е. Мозаик е тоа. Значи, еве јас повторно да не заборам, значи поканата е отворена. Ќе ни биде чест да бидете присутни. Уште една за крај ви благодарам што одвоивте и вие исто така време, значи посебно мило ми беше што значи се сретнав со вас, со господинот Меджид. Многу ми е жал што со господинот Джева Цемиловски не успеавме да контактираме на природна, но што вика се надеваме ќе се сретнеме. И јас ви благодарам вам на поканата, сигурно јас и почитуваниот Меджид ќе бидеме дел, Господ да даде да бидеме дел од тој настан, од сепак секоја работа има убавина, има тежина и Господ вас да ви помогне во се во ова што го почнавте да го круницате како што треба. Оти вие навистина не сега, јас се познавам со вас години долги, вие заслужувате многу повеќе од ова што е. Благодарам многу. Ви благодарам уште еднаш.